Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија денес поднесе барање до председателот Талат Џафери за закажување на итна седница на која што на дневен ред ќе се најдат законите кои што ги поднесовме до собранието. Тоа се предлог законот за изменување и дополнување на законот за додадена вредност и предлог законот за изменување на законот за акцизи. Бараме оваа седница да биде свикана што е можно побрзо, со оглед на тоа што секоја помината минута, откако владата реши да не ги продолжи антикризните мерки за горивата и основните продукти, представува невидена голгота за граѓаните. Почитувате, нашите граѓани страдаат. Нашите граѓани се доведени до ситуација да очекуваат некој нешто да преземе, бидејќи со ситуацијата во која што владата ги стави граѓаните, тие може да преживеат едва една недела, а не цел месец. Владата, знаејќи каква штета ќе предизвика со укинувањето на антикризните мерки, предизвика вртоглав раст на цените на горивата и основните продукти. И додека многу влади во далеку поразвиени држави воведуваат дополнителни мерки со поддршка за нивните граѓани да не трпат големи закуви, во нашата држава владата и Димитар Ковачевски мува не ги ласи. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија поднесе два закони со кои што акцизата за горивата ќе се преполови и ќе се даночат со стапка од 5% наместо моменталните 18%, а прехранбените производи ќе бидат ослободени од ДДВ до крајот на 2022 година. Го повикуваме собраниското раководство веднаш да ја закаже итната седница, ја повикуваме владата и парламентарното мнозинство да застанат на страната на граѓаните, заедно да ги донесеме овие закони, кои ќе бидат големо олеснување во оваа кризна ситуација, бидејќи ситуацијата секој ден станува се полоша и полоша и мора итно да се делува. Прашање? Токму во таа насока и оваа пресконференција и апел до владата и до собраниското раководство да се свика таа итна седница. Затоа што ова што сега го поднесуваме како закон да важи до крајот на 2022 година 0% за антикризните мерки, го поднесовме и како амандман на постоечкото законско решение во кое што тие решија да ова важи до 31.5. Еве гледате, од први веќе имаме вртоглаво пораснување на раст на цените на сите продукти, државава и граѓаните се во хаос и во паника, и тоа со право. Доколку ние ја чекаме владата да ги донесе овие мерки и се убедува да ги смирува граѓаните, мислам дека сме далеко од решавање на проблемите, затоа што граѓаните ден со ден не можат да врзат. Владата, доколку сметаше дека треба да продолжи со антикризни мерки, од првиот ден, односно од вчера, требаше веќе да излезе со сет на антикризни мерки. Вака се купува време, остануваат цените на горивата екстремно големи, прехранбените производи од ден на ден се поскапи и поскапи, а владата уверува дека ќе бара или ќе најде решение. Повикуваме итна седница со овие точно стриктно со овие две законски решенија за да ставиме крај и на зголемувањето на акцизите и на растот на цените на основните прехранбени продукти. Па токму затоа ја бараме таа седница за да поразговараме на итната седница и веднаш да ги донесеме овие законски решенија. Токму и затоа имаме долу комисиската расправа по однос на уставните судии, имаме биографии на сите предложени кандидати, ќе се продискутира по истите и сметам дека предлозите кои што ги имаме дадено се далеку поквалитетни од предлозите кои што идат од владеачката гарнитура.
Ќе продискутираме долго. Може да обвинуваат за се и се што, реалност во државата е дека 4 уставни суди во Уставниот суд нема. Дека Уставниот суд работи под директива и дека оно што се донесува како, да речам, решенија на Уставниот суд одат само во интерес на власта, а не во заштита на граѓаните и правата на граѓаните.